Нека ни е честит и среќен големиот празник на Сесветлото Рождество Христово и со благословот на свештенството од нашата црква, благодата Божја од Него нека ве крепи и нека ве чува. Еве, литијата што ја направивме денес е навистина голем подвиг и следствено е голем благослов од Господа. Бог се радува, мили мои, кога не гледа така собрани сите заедно, а тоа собрание го правиме во Негово име. Од најмалите дечиња до највозрасните, бидејќи всушност и целта на Неговото доаѓање на земјата, што го славиме, е да го собере растуреното, да ги соедини луѓето и да го обедини целиот свет во својата љубов. Еве веќе преку 2000 години Богомладенецот Христос ни се дава на секого од нас. Он се раѓа по неброен пат во човечките срца, кои срца треба да бидат подготвени да го примат пред се во љубов и во смирение. На оние што го примаат во своите души и тела, им го дава залогот за вечноста и всушност ги прави причасници на нискажливата и на славната радост. Тоа пак пречестување, односно тоа божествено соединување, се случува преку целиот светотаински живот, кој живот ни го дава црквата, преку умно-срдечната молитва, а особено во светата Евхаристија. Ние за Божик, како православни христијани, имаме обичај да се поздравуваме и да си посакуваме убави големи нешта, како например што се здравието, љубовта, мирот, радоста, благоуспевањето во добрите дела. Меѓутоа, она за кое што сакам да дадам еден апел дека најбитно од се и најважно од се да си посакаме и да се молиме за заедништво со Христа, во кого се скрини всушност сите сокровишти и мудроста и знаењето. Ова се зборови од посланието на светот апостол Павле до Колосјаните. Во Христа е содржано се што е добро и убаво, се што е вистинито и се што е трајно. Треба да бидеме свесни дека без него ништо од овој свет нема смисла и вредност. Единствено во него се состои нашето здравје, нашата среќа, нашиот благослов и се што е добро и прекрасно во нашиот живот. Само средбата со Бога е вистинското утешение и правата цел на нашето постоење. Ете зашто среќавањето и соединувањето со Христа е тоа што постојано треба да си го посакуваме еден на друг и да се молиме за тоа, особено во овие денови на радост. Мили мои, не човештвото го покани Христос во овој свет, туку самиот Он, од љубов кон светот и кон своето создание, стана човек, за да може нас да не направи богоподобни по благодат. Свети Атанаси Велики вели: Бог стана човек за човекот да стане Бог. Па така, Он чека да го примиме во своите срца, да го повикаме да живее со нас и во нас, и Он со неголема љубов ќе го направи тоа. Зашто со овој ден, со роден денот на Господ на земјата, всушност е промената целата траекторија на историјата. Цивилизираниот свет
со овој ден всушност започна да живее по еден нов правец и за сите луѓе е започната една нова епоха. Адот повеќе не е крајната дестинација и суров посредник на душата на човекот. Преку раѓањето Христово всушност ни се отвара еден нов хоризонт што гледа кон троичниот Бог и на човека му се дава можност да живее во заедница со Бога, во вечниот живот, или со еден збор кажано заедно со својот возлюбен цар и Бог. Затоа, отворете и своите срца оваа вечер, помолете се искрено за сите, бидејќи светот во кој што пребиваме, како и самите што гледат со својот возлюбен цар и Бог. Затоа, отворете и своите срца оваа вечер, помолете се искрено за сите, бидејќи светот во кој што пребиваме, како и самите што гледате, станува се покомплицирано за жал место за живење. Едноставно луѓето се повеќе се оддалечуваат од љубовта Христова и затоа се случуваат овие работи кои што се случуваат, а можеме да видиме. Да побараме во молитвата да се чујат насекаде зборовите на ангелите, со кои им објавија на пастерите дека во нивниот град се роди Христос Бог, како што кажа, слава на Бога во висините, а на земјата мир меѓу луѓето добра волја. Времето пред Божик е благословено време, затоа да се подготвиме достојно за него и да го пречекаме така како што им доликува на христијаните. Да патуваме низ целото тоа време со духот кон Витлеем, за да пристигнеме на време за раѓањето на Господ и да се зарадуваме, но не според духот на овој свет, не заедно со овој свет, туку заедно со евангелските пастири и со ангелите. Знаеме зашто празнуваме, а тоа е затоа што малечкиот младенец во Витлеем е самиот Бог, затоа што рождеството Христово означува Бого човек, затоа што рождеството Христово означува надеж, означува мир, љубов, вечно спасение, тоест Христос. Потрудете се да проштевате на сите. Проштевајте на оние кои погрешиле малку, проштевајте на тие кои погрешиле многу. Тешко е кога забораваме дека овој живот е милив. И само доколку го насочиме умот кон вечноста, тогаш се изгледа мало и безсмислено. Затоа не бараме правда во овој живот. Прошката е својство на смирените луѓе, кои бараат всушност можност да го отворат срцето, за да не ги казнат луѓето кои навистина погрешили. Доаѓа едно рождество различно од другите, рождество во молчание на ноќта, без болка, без агонија. Доаѓа раѓањето на смирението, едноставноста, кроткоста. Доаѓа незлобието, доаѓа љубовта и тоа доаѓа безшумно, без никаква реторика и без никакви прослави. Доаѓа предизвикувајќи го светот да се разбуди од кошмарот на заспаноста. Доаѓа за да даде надеж на слабите, на измачените, на грешните. Доаѓа рождеството на Исус од Назарет во Витлеемската пештера. Доаѓа Исус, кој е Христос, кој прави се ново и за секогаш. Доаѓа рождеството Христово, доаѓа оној кој се роди од човек, но како Бого човек.
доаѓа за да остане, доаѓа во еден свет кој ќе го предаде и ќе го предава до крајот на овој свет. Но Христос не си оди, не остава. Неговите јасли се доволни, неговиот крст е доволен и тоа не му пречи. Он не се гневи на нас и не прашува зошто, а одговорот е љубовта. Ете го одговорот среде метежот на овој свет, среде гревот на созданието. Љубовта и само љубовта. Затоа дојде, затоа останува, затоа и не спасува. Величието на Бога не е тоа дека се роди во една студена ноќ во еден незначаен град, во некакви јасли. Величието на Бога е во тоа што реши да дојде на земјата, да стане човек, колку и да го чини тоа, да го спаси човекот, односно да го обожи своето создание. Нека ви даде Бог сите да го видите Христос, не само во витлеемските јасли, туку пред се во јаслите на вашите души. Дозволете ми за крај да ја поздравам со зборовите на светиот Серафим Саровски и онака како што ги поздравувам и јас, моите возлюбени браќа и сестри, дечиња на моите предавања. Радост моја, радости мои многу. Христос се роди, навистина се роди. Христос се роди, навистина се роди. Христос се роди, навистина се роди. Да сте ми живи и здрави и за многу години.